Користам денеска можноста да соопштам уште една непринципиелна, општествено неодговорна и би рекол злобна одлука која што оваа влада ја носи кон Струмица. Се работи за проектот на владата на Република Македонија старите касарни за нов локален економски развој. Само ќе ве потсетам дека на неколку пати општина Струмица беше посетена од министерот за одбрана, на неколку пати дадовме изјава од Министерството за одбрана во присуство на 10 градоначалници, министерот за одбрана и министерот за транспорт и врски за сеопштата согласност за примена на владиниот проект. Проектот предвидуваше реалокација на 10 касарни во Република Македонија заради исполнување на НАТО врските и преселување на армијата од самите касарни кон внатрешноста во Македонија. Согласно тоа, владата донесе одлука со која што старите касарни ќе бидат дадени на трајно користење на 10 општини или 10 града во Република Македонија. Што се случува после тоа? 9 града или 9 општини денеска управуваат со објектите на старите касарни. Единствена општина, предпоставувате која е, која што до ден денеска ги нема ниту во владение, ниту во управување, ниту во трајна собственост објектите од старите касарни. Тоа е општина Струмица. Значи, 9 општини имаат управување и владење врз објектите од старите касарни, освен општина Струмица. Денеска во прилог ќе ви ги дадеме изјавите на министерот за одбрана, кои што се дадени во 2 наврати, каде што наговестува и задолжува општина Струмица да го донесе деталниот урбанистички план и генералниот урбанистички план, како би можело да и бидат доделени тие објекти кои што се дефинирани исклучиво со јавна намена. Општина Струмица беше првата општина од сите 10 кој што донесе и генерален план и детален урбанистички план. И тоа се случуваше уште во раните месеци од 2010 година. Се со крајна цел да покажеме кооперативност, соработка за нешто кое што е владин проект, но е добро за граѓаните на Република Македонија. После завршувањето на целата таа постапка, почна доделувањето на старите касарни на општините. До ден денеска се доделени на 9 општини, единствено на Струмица не е доделено. Одлуката беше дека мора токму баш за Струмица да бидат објавени прво на јавна продажба, а после тоа, доколку нема заинтересирано купувач, дури после тоа ќе биле доделени на општина Струмица. Трпеливо чекавме и еве го огласот 2010 година, 28 септември, ќе ги добиете материјалите. Ова е во службен вестник одлука на влада, ова е Министерството за одбрана, каде што се објавени самите објекти за продажба. На самата таа продажба се дефинирани за продажба објектите наменети за противпожарна заштита, за старечки дом, за ЈПКД Комуналец Струмица, објектот за јавното предпријатие Струмица газ и објектот за невладините организации во Струмица. Сите апсолутно со јавни намени, дефинирани во планот исклучиво јавна намена или институции В4 јавни намени. По завршувањето на овој оглас и непродавањето на овие објекти, очекувавме дека еве и покрај тоа што само за Струмица се однесува ова, конечно ќе бидат доделени објектите на Струмица. До ден денеска, еве 2 години, тоа не е направено, да пред неколку дена имаме нов оглас за објава на истите тие објекти за јавна продажба. Се работи за објекти кои што се дефинирани и по генерален план и по детален план исклучиво за јавна намена. Овде во овој документ ќе можете да ги видите сите квадратури на сите објекти. Што е суштината? Покрај тоа што се прави вакво недело, ваква лоша работа према Струмица, дефинитивно можам да кажам дека се донесуваат во заблуда сите заинтересирани или потенцијални купувачи на вакви објекти. Трагедијата да биде уште поголема. Согласно генералниот план, овие објекти имаат јавна намена, потенцирам јавна намена. Во овој оглас, владата и Министерството за одбрана го извитоперуваат целосно делот на намената, каде што стои В4 јавни институции, пишуваат Б4 деловни простории. Кој да купи ваков објект не може да го спроведе. Односно, во ваквите објекти идниот собственик може да има јавно комунално предпријатие, јавно општинско предпријатие за гасификација, може да има противпожарна станица, старечки дом или слично.
Апелирам до сите оние кои што се потенцијално заинтересирани да дојдат до надлежните институции, да се обратат и да знаат што би купиле во идно време. Истовремено, апелирам до владата на Република Македонија. Овие објекти се доделуваат на општина Струмица, не на ЗАЕВ, не на СДСМ. Треба да останат во трајна наша сопственост на сите граѓани на општина Струмица. Тие се димензионирани и планирани исклучиво со јавна намена, каде што треба да функционираат јавни институции во иднина кои што ги обслужуваат подеднакво сите граѓани на оваа општина Струмица, па дури и поширокиот струмички регион. Да ја ревидираат оваа нивна одлука, да го поништат огласот и да го спроведат проектот на владата Старите касарни за нов локален развој, онака како што е согласно одлуката на владата, како што беше јавно ветено и како што очекуваат граѓаните на Струмица да биде завршен.